Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе гледате. Леон прв пат е пред камера. За него јавноста слушна прво во 2014 година. Речиси половина година откако народниот правобранител го најде врзан за кревет. Втор пат во медиумите се најде минатиот месец, кога судот во Страсбур пресуди во негова корист. Никогаш северно, само Македонија. Ни во најлошите соништа. Не предпоставувавте дека ќе дојде време во кое ќе биде грев да го споменете името Македонија. Каде цели и каде ќе стигне ВМРО ДПМН е составот против договорот од Преспа. In March, give both of these countries a date for opening accession negotiations. Може да буде проблем став Низоземска и coupling, decoupling Македонија и Албанија. Pa čujte, pitanje je vaše dobro i mi smo svjesni određenih problema. Kreирајќи политика со али експрес сензори, може само да настани паника помеѓу граѓаните. Не верувам дека тие станици креваат паника доколку се правилно поставени од страна на граѓаните. Ова не е прилог само за тоа на кои мерења треба да им веруваат граѓаните, туку и за тоа кои мерења треба да не засегаат нас граѓаните, кои науката, а кои државата. Ве поканувам да останете со нас, следуваат содржајни 50 на минути. Гледате 360 степени. Минатиот месец земјава прв пат загуби случај во судот во Страсбур по жалба за лице кое не е деловно способно, а чиј старател е самата држава. Малиот Леон, кого народниот правобранител го најде врзан за кревет во 2014-та во заводот Бања Банско, доби 18.000 евра од Европскиот суд за човекови права. Сега пресудата отвора една голема дилема. Како истиот субјект, кој е старател на Леон, државата, ќе му ја исплати досудената одштета и кој и како ќе решава за што ќе се трошат тие пари. За Хелсиншкиот комитет, кој го застапуваше Леон во Страсбур, случајот е и голема лекција. Да не се дозволи да запре деинституционализацијата или преселбата на штитениците од групните заводи и центри во помали групни домови. Ирена Каревска. Заробен во 4 ѕида во погрешни институции. Оценет како неподвижен при здрави нозе. Врзуван за кревет со јажиња и завои од 8 години. Ова е само дел од животната приказна на првото дете со попреченост која ја доби Македонија пред Европскиот суд за човекови права, без воопшто да биде известно дека тужи. Ова е Леон, сираче кому речиси од раѓање државата му е и мајка и татко. А колку таа му сгрешила? Со години го водела како глувонем со интелектуална попреченост и тешка форма на церебрална парализа, а тој и оди и слуша. Денес има 15 години, а според новата диагноза има интелектуална попреченост, аутизам и пречки во говорот. Од пред еден месец за прв пат живее надвор од голема институција за лица со попречености, во мал групен дом во селото Корешница. Она што денес го добива како грижа е далеку подобро од она како што Хелсиншки комитет го имаше затекнато пред неколку години. Леон прв пат е пред камера, но за жал веќе е познат. За него јавноста слушна прво во 2014 година, речиси половина година откако народниот правобранител го најде врзан за кревет во заводот за лица со телесна попреченост Бања Банско. Втор пат во медиумите се најде минатиот месец, кога по жалба на Хелсиншкиот комитет, судот во Страсбур пресуди во негова корист. Леон сега треба да добие компензација од 18.000 евра од државата за нехуманото постапување кон него, но проблемот е што поради попреченоста не е деловно способен. Тренувајќи од тоа дека е сместен во мал групен дом, односно дека не се наоѓа повеќе во институција, е веќе еден чекор во обезбедување на по соодветна грижа. Меѓутоа, како и да е,
и со донесувањето на оваа присуда, мислам, не завршува тоа овде, бидејќи ние како Хелсиншки комитет ќе продолжиме понатаму и да го следиме извршувањето на оваа присуда, што би значило и обезбедување на многу посеодватна грижа и рехабилитација на Леон онаква каква што има потреба. За нас е големо задоволство затоа што не прифати и тој нас и другите дечиња го прифатија. Раните на рацете на Леон подсетуваат на неговото минато. Нагоните за самоповредување според Европскиот суд ги развил во центарот во Бања Банско, каде речиси 2 години бил врзуван за кревет, за да не може да прави проблеми. Иако центарот алармирал со дописи дека детето не припаѓа во таа установа и дека персоналот нема капацитет да се грижи за него, системот затају, се дури случајот не излезе во јавност. Да, кај Леон се уште е присутна таа самоповредувачки навики што ги има. Се импулсивноста се забележува, меѓутоа јас се надевам лично, исто и сите вработени, дека ние даваме се од себе за тие работи да ги надминиме или да ги ублажиме сега во моментот и се надевам дека во иднина дека ќе биде сето сведено на минимум. Групниот дом во Корешница сепак не е направен само поради Леон. Во куќи заедно со професионален кадар се преселуваат сите штитеници во државните установи, процес наречен деинституционализација. Така Леон има уште 3 цимери во домот, кој им е како хотел, споредено со местото од каде што дошле. На неколку километри од малиот групен дом се наоѓа најозлогласениот центар за лица со попречености. А таму уште мирисот најавува сосема друга атмосфера. Центарот во Демиркапија е најголемата институција во земјава наменета за рехабилитација на лица со најтешка попреченост, но низ годините стана и символ за тоа како не треба да изгледа една ваква установа. Со помош на меѓународната заедница, државата треба да ги затвори сите институции од овој тип, а корисниците да ги смести во мали групни домови. Граден пред повеќе од 6 децении, центарот денес повеќе наликува на затвор отколку на место за рехабилитација. Најголемиот дел од корисниците тука го минуваат цел живот, а некои дури создале и потомство. Иако имаат различни попречености и потреби, помошта што ја добиваат најчесто е еднолична и се сведува на задоволување само на физиолошките потреби. Се трудиме да ги подобриме условите. Во последниве 2 месеци беа реновирани сите оддели во кои што престојуваат корисниците. Се трудиме се до излегување на последниот корисник условите во институцијата да ги доведеме на едно хумано ниво. Че не возат. Оставија ми е. Колку лица како Леон живееле или живеат со погрешна диагноза, а со тоа и во погрешна институција, тешко е да се каже, но факт е дека не е единствен. Има, меѓутоа не се многу. Ама не се многу, а се надеваме дека во иднина и правиме се со социјалните работници во иднина вакви недостатоци да избегнеме. Целосна реформа на процесот на заштита од диагностика до рехабилитација е започната под притисок на Европската Унија, Обединетите нации и ЮНИЦЕФ. Најкрупниот зафат е обврската сите лица под заштита, од деца без родители до стари лица, да бидат извлечени од големите државни институции до 2027 година. Од центарот во Демиркапија децата се веќе преселени, а домот не смее да прима нови корисници. Но преселба чекаат уште стотици лица и во другите центри. Може би не често се потенцира, меѓутоа ова е една од клучните работи кои што државата мора да ги спроведе доколку сака да се види себе во Европската Унија. Ние сме задолжени со заклучоци на подкомитетот за правда дека Демиркапија мора да биде затворена до крајот на 2021 година. Понатаму фактот што за прв пат Министерството за труд и социјална политика има посебна буџетска ставка за деинституционализација и тоа е нешто на што ни честитаат и сите земји од регионот,
и се одвојуваат значителни средства. Износот за минатата година беше околу 2 милиони евра, значи гарантира дека ова е процес кој што е започнат и нема враќање назад. Патот од идеја до реализација сепак ќе биде долг. Според извештаите на Народниот правобранител, установите не се подготвени за најавената трансформација. Недостига координација меѓу надлежните институции и пред се стручен кадар, без кој преселбата од големите установи би била залудна. Факт е дека формата на деинституционализација не значи само обврска на Министерството за труд и социјална политика, туку тоа значи процес во кој што треба да бидат вклучени и Министерството за образование, и Министерството за здравство, и локалните самоуправи, и заедницата генерално, за да може конечно овие корисници на установите да бидат сместени во форми кои што ќе бидат најблиску до семејството, каде што ќе почувствуваат љубовта, грижата, топлината и секако вниманието во секој момент, во секој време. Совршеното сценарио е откако ќе се преселат од големите институции, луѓето со попреченост да добијат соодветна рехабилитација, па оние кои можат да се вратат кај своите семејства. Леон нема семејство на кое може да му се врати. Негов старател е државата, која откако му сгрешила, сега и судски мора да му обезбеди услови во кои ќе се чувствува како да е во свој дом. Дом, за каков што сонуваат уште стотици други како него. Облаци ќе наставаме, браво! Ај, Маце, ај уште ливчиња ставимо на дрвото. Ова се снима, утре ќе бидете министер, можеби? Независно. Ќе остане за мене Република Македонија, го кажувам јасно и транспарентно и никогаш јас нема да се срамам. Ако победи на изборите, ќе може ли ВМРО ДПМН да најде партнер кај партиите на албанците со ревизионистичкиот став кон договорот од Преспа? Проверката на нивото на загаденост на воздухот преку достапните онлайн апликации е рутина за многу граѓани во земјава. Врз основа на тоа се носат одлуки дали ќе се отвори прозорец за проветрување, дали ќе се излезе на прошетка или ќе се остане дома, или ако мора да се излезе, каде да се направи тоа и дали, например, да се земе маска. Но знаеме ли кој е изворот, односно изворите на тие податоци и дали сите може да се прифаќаат со исто ниво на доверба? Зоран Јовановски направи теренско истражување на оваа тема, поттикнат од една изјава на заменик министерот за животна средина. Помина само еден месец, а изјавата на вториот човек во животна средина за приватните мерни станици за квалитетот на воздухот веќе претендира да стане Evergreen. Креирајќи политика со али експрес сензори, може само да настани паника помеѓу граѓаните. Пораката на Макрадули стана популарна поради острите реакции на јавноста која е се почувствителна на темата загадување на воздухот. Свој став има и авторот на апликацијата Мој воздух, која ја создаде навиката да се проверува каков е воздухот во секој момент. Треба сериозно да се фокусираат повеќе на носење решенија на загадувањето, него на бунење околу AliExpress мерни станици. AliExpress аматерско, лабораториско, референтно калибрирано. Мерењето на загаденоста на воздухот се прави на разни начини и за разни намени. Ова не е прилог само за тоа на кои мерења треба да им веруваат граѓаните, туку и за тоа кои мерења треба да не засегаат нас граѓаните, кои науката, а кои државата. Мрежата за следење на квалитетот на воздухот на Министерството за животна средина има вкупно 18 мерни станици распоредени во 11 града. Само во Скопје има 6. Ова е мерната станица во скопската населба Ѓорче Петров, сместена во дворот на основното училиште Коста Рацин. Секоја станица треба да мери PM10 и PM2,5 честички, јаглероден моноксид, азот диоксид, озон и сулфур диоксид. Но оваа станица повеќе од еден месец не мери PM10 и PM2,5. Концентрацијата на овие честички последен пат е регистрирана на 22 декември минатата година.
Љупчо Гроздановски и Игор Атаносов се инженери во Министерството одговорни за одржување на целата мрежа. Проблемот со оваа станица е со инструментот за суспендирани честички со големина до 10 и со големина до 2,5 микрометри, што имаме некои технички проблеми, сега сакаме да направиме некои споредбени мерења во друга станица со одреден дел кој што ќе го земеме од оваа станица. Станува збор токму за овој дел, што личи на цевка. Љупчо и Игор го тестирале и во лабораторија. Таму работи, а тука не сака. Повеќето од овие мерни станици се обезбедени со поддршка од Европската Унија. Една може да чини и до 200.000 евра, а функционираат по референтни методи и се калибрирани во странство. Според инженерите, оние инструменти што работат се со висока прецизност и граѓаните можат да им веруваат. Ако ја гледаме како целина, сите 18 станици функционираат, меѓутоа понекогаш постојат проблеми со некои одредени инструменти. Се додека не се отклона техничките проблеми, ние не можеме да ги вратиме повторно во функција. Во согласно со нашите можности и во согласно со резервни делови кои што ги имаме, на тој начин ги оспособуваме инструментите за правилно функционирање. За станиците постари од 10 години, а повеќето се, тешко се наоѓаат резервни делови. После 10 години самиот производител со оглед на тоа дека произведува нови модели, не гарантира дека може да се најдат делови за постарите модели на инструменти. Понекогаш се соочуваме со проблем во однос на наоѓањето на тие резервни делови. Делот што не работи го однесоа во Тетово, за да проверат дали ќе функционира таму. Тетовската станица е комплетно функционална. По тестирањето се покажа дека проблематичниот дел тука работи. Ке пробуваме на некој начин да со замена на одреден резервен дел кој што би го набавиле во годинава што доаѓа, за да можеме да го отклониме проблемот. Според податоците што можат да се најдат на интернет страницата на Министерството за животна средина, покрај станицата во Ѓорче Петров, целосни податоци не испраќаат и станиците во населбите Центар и Карпош, како и во Битола, Гостивар и Лазарополе. Повеќето станици не ја мерат концентрацијата на PM2,5 честичките. Но министерот за животна средина Насер Нуредини тврди дека не е така. There's only one station not working. It's the mobile station Ѓorče Petrov. I don't know from when the data is that the other stations were not working. I know that last year we had a few not working. We have repaired all of them. We repaired 6 stations to measure the PM10s, in which we invested over 180,000 euros. It is very true. If we don't have the data, we won't be able to find the source of the pollution. If we know the source of the pollution, we might be able to actually find the solution. Загадувањето на воздухот го мери и Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Тие имаат своја мрежа од мерни станици поставени во Прилеп, Кавадарци, Струмица и Штип. Но овие мерачи не се референтни, односно не мерат со прецизност како оние на Министерството, туку се индикативни, што значи дека може да сигнализираат да се направат попрецизни мерења. Она што универзитетот може да го прави прецизно кога е во прашање загадувањето, е лабораториска анализа на составот на примероци од воздухот земени од надвор. Современата лабораторија е акредитирана за такви испитувања од 2014 година. Нашето мерење има висока точност, но му е потребно време, потребно ни е време за да ги завршиме сите анализи и за да може да добиеме резултати. Професорот Дејан Мираковски смета дека следењето на аерозагадувањето во долги периоди и постојаното прибирање податоци за загадувачките материи без прекини се клучни за државата да креира мерки и стратегии. Ако немате доволно мерење или не е соодветна покриеност, многу често може баш у периодите која е екстремно висока концентрацијата вие да ги немате вредностите, што за жал се и случува со одредени типови на мерења, не работат под 0 степени мерните уреди, која е многу студено, например, не работат. Меѓутоа и загадувањето се јавува која е многу студено и вие ги губите податоците за периодот кој што е витален за оценка. И затоа, ако сакаме добри оценки, ни треба прво добар мониторинг, тие параметри да се следат точно,
за да можеме да оцениме дали одиме у добар правец или не. Прилеп нема мониторинг станица од Министерството за животна средина. Освен едната станица од Штипскиот универзитет, има и алтернативен систем од 6 мерачи кои се дел од проектот наречен Екомонитор. Системот е развиен од компанијата Инфопроект со поддршка од Фондот за иновации. Петар Ордановски е главниот инженер кој работи на производството на станиците. Мерните станици ние ги склопуваме кај нас. Единствено што набавуваме од странство се сензорите, бидејќи користиме сензори набавени од Европска Унија за ПМ честички, за температура, притисок, влажност и останатите сензори, сите поседуваат CE маркица, CE сертификат. Нив ги набавуваме, а се останато, вклучувајќи го и целиот софтвер, комуникацијата, склопувањето на кутии, замислата на целиот производ е патентирана и ја произведуваме во Македонија ние. Ордановски ја согледал потребата од ваков проект поради малиот број државни мерни станици, кои во исто време се многу скапи. Според него, на овој начин се создаваат станици кои се многу подостапни и иако не се референтни, сепак мерат со голема прецизност. Тоа е всушност хиперлокален систем за мониторинг на загадувањето и други метеоролошки параметри во урбаните средини. Зошто е хиперлокален? Хиперлокален е бидејќи со голема точност на ниво на улица може да се определи колку е загадувањето. Така и он е замислен да има многу мерни станици кои комуницираат со комуникацијска станица и при тоа со големо ниво на гранулација и точност може да се утврди колкаво е загадувањето и секако и други метеоролошки параметри во еден, да кажеме, општина, град или слично. Покрај Прилеп, очекува соработка и со други општини и компании за поставување вакви мерни станици. Ордановски порачува дека борбата против загадувањето започнува со мерење. Креирајќи политика со али експрес сензори, може само да настани паника помеѓу граѓаните. Загадувањето на воздухот го мерат доброволно многу други граѓани со мерни станици кои заменик министерот за животна средина Јани Макрадули ги нарече AliExpress. Резултатите од тие мерења ги обединуваат платформите како на пример Pulse Eco. Дарко Арсовски од скопската населба Карпош поставил една таква AliExpress мерна станица. Искрено сум презадоволен. Редовно правам анализи според станицата главна што е на неколку километри од кај мене и мојата станица и разликата е околу 5% во загадувањето на воздухот. Ја поставил за да знае каков е воздухот во неговата непосредна околина и вели за да знае кога може да отвори прозорец за да проветри. Сите делови заедно го чинеле околу 50 евра. Мерна станица за воздух PM10 и PM2 честички, температура, влажност и звук. Тие се нарачуваат работи, се нарачуваат каблињата, се нарачува плочата, се склопува прилично едноставно, буквално може досlovци да го направат тоа со малку подобро знаење и само се ја монтирав кај мене на тераса. Сена се околу 5 сати ми требаше и од тогаш нааму цело време си имам потоци. Арсовски смета дека поставувањето вакви мерни станици треба да се поттикнува, бидејќи се корисни кога државните мерни станици не работат. Во меѓувреме може да се користат овие AliExpress станици. Значи не треба да се отфрлаат. Тие си имаат придонес кој што го прават, кој што им помогнува на нив да направат подобро својата работа. Општините што вика може да стимулираат користење на нив бидејќи нив им годи. Кога општината планира нешто, не може да се осврнува само на мислењето на граѓаните, треба да се осврнува и на податоците. Резултатите од мерењата на загадувањето на воздухот од сите споменати извори, Министерството за животна средина, Универзитетот Гоце Делчев, како и волонтерските мерни станици, ги собираат и објавуваат на едно место мобилните апликации. На најпопуларната Мој воздух со покрупни букви е напишана локацијата, додека под местото на станицата со ситни букви пишува и од кој систем се добиени податоците. Авторот на оваа апликација, Горјан Јовановски, кој живее и работи во Холандија, се согласува дека аматерските мерни станици не се референтни како професионалните на Министерството, но смета дека воопшто не се за потценување. Волонтерските мерни станици секако се од понизок квалитет споредба со тие државните кои што се неколку стотици илјади евра коштаат. И секако дека нивото на точност ќе биде помало. Но дека тие станици се страшно различни од државните не е вистина. Сепак останува дилемата дали граѓаните кога на телефонот ќе видат црвен аларм за загаденост прават разлика за тоа каде се мери квалитетот на воздухот, на нечија тераса или од државна мерна станица.
не верувам дека тие станици креваат паника доколку се правилно поставени од страна на граѓаните и верувам дека луѓе треба сериозно да се фокусираат повеќе на носење решенија на загадувањето, него на бунење околу AliExpress мерни станици. Акредитираните станици на Министерството се единствени врз основа на чии податоци се креираат политики и стратегии против аерозагадувањето. Но и алтернативните станици имаат своја вредност. Ако не друго, барем да прават притисок врз државата да ја шири референтната мрежа и да презема мерки против загадувањето. Поставеноста на ВМРО ДПМН кон договорот од Преспа и кон новото уставно име на државава ќе биде предмет на нагласен интерес и на зачестени анализи во јавноста се до гласањето на 12 април, а можеби и потоа. Тоа што опозицијската партија објавува дури спотови на членови на раководството со порака «Никогаш северна, само Македонија», за едни е само предизборно собирање гласови кое ќе доживее трансформација по евентуално доаѓање на власт по примерот на Нова демократија во Грција. За други пак е намалување на потенцијалот за коалицирање со партиите на албанците, но и закана за блокада на земјава во евроинтеграциите. Галена Николовска-Ризвановиќ на оваа тема. Никогаш северна, само Македонија. До неодамна се слушаше само од грлата на публиката на спортски, навивачки или политички собири. Но деновиве паролата влезе и во партиската понуда. Никогаш северна, само Македонија. Обновата доаѓа. Влегували ВМРО ДПМН и официјално во изборна кампања со зацврстени ставови за неупотреба на уставното име на државата. Ова се снима, утре ќе бидете министер, можеби? Независно. Ќе остане за мене Република Македонија, го кажувам јасно и транспарентно и никогаш јас нема да се срамам. Ако победи на изборите, ќе може ли ВМРО ДПМН да најде партнер кај партиите на албанците со ревизионистичкиот став кон договорот од Преспа, а потоа ќе може ли земјата со таков став кон договорот да напредува во евроинтеграциите? Еден ден по распуштањето на собранието, подпредседателот на ВМРО ДПМН Владо Мисајловски објави видеоспот снимен во партиското седиште. Со неколку соработници во заднина зборува за партиските економски, инфраструктурни и еколошки проекти. Видеото завршува со «Никогаш северна, само Македонија». Никогаш северна, само Македонија. Серијата ја продолжи другиот подпредседател на партијата Александар Николовски со свој спот и со малку изменети пораки. Ни во најлошите со нешта. Не предпоставувавте дека ќе дојде време во кое ќе биде грев да го споменете името Македонија. Ќе ставиме крај на поразите, затоа што тоа и го должиме на Македонија. На Република Македонија. Пред распуштањето на парламентот, такви пораки испраќаше и министерката за труд и социјална политика во техничката влада Рашела Мизрахи, зашто и беше разрешена. Таа сега го мобилизира членството на партиски трибини и неофицијално се подготвува да биде на пратеничката листа на ВМРО ДПМН. Деновиве на социјалните мрежи се појавија и овие фотографии од партиска трибина во Гостивар на која учествувале неколку члена на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Договорот од Преспа ја потврдува забраната за употреба на ова знаме во официјални контексти, воведена уште со привремената спогодба. Опозицијската партија и досега се противеше на договорот од Преспа, но очекувањата беа дека како што ќе се приближуваат изборите, така ќе се приспособува кон новата реалност. Ова на што сведочиме, според Марко Трошановски од Институтот за демократија, е само трка по гласови. Истиот случајот и со неа демократија во Грција беа максимално критички против Преспанскиот договор, застапувајќи дека истиот ќе го променат и така натаму, за веднаш по доаѓање на власт, ми со таки изјави дека е тешко истиот да се промени, но ќе направат се истиот да биде имплементиран или по најмала штета на Грција, и мислам дека во таа насока е и стратегијата на ВМРО ДПМН да максимизираат што повеќе гласови на темата за името. Отвори сериозни проблеми. Слично размислува и Насер Зибери, кој имаше долга политичка кариера како пратеник и министер. Но како што додава тој, влогот во играта е голем. Очигледно е дека ВМРО ДПМН смета дека прашањето на името е атрактивна карта на која може да се придобие одредена структура на гласачи
и тие свесно на таа карта играат во ова предизборно милие. Се разбира, тоа е сериозна, тешка опција која може да и наштети на државата и на меѓународен план во поглед на евроинтеграцијските процеси, во поглед на членството во НАТО, но може да биде сериозно загрозена и внатрешната стабилност на земјата, бидејќи еден значителен дел на граѓаните стојат за овој договор. Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски пак не препознава лов на гласови или опасност за евроатлантските интеграции во ригидната позиција на ВМРО-ДПМНЕ кон Преспа. Според него, граѓаните веќе имаат изградени ставови за ова прашање. Ако имате став кој што е градан во изминатите 2 години, сигурно дека нема за последните 20 дена пред изборите да потекне некој граѓанин да го смени или поради тоа да гласа за некој или да не гласа за некој или евентуално и воопшто оние кои што решиле да не гласа да се охрабрат и да излезат на гласање. Дали ВМРО-ДПМНЕ ќе остане доследна на својот став за Преспа ако победи на изборите, ќе се дознае брзо по објавувањето на резултатите на 12 април. И владеачките и опозицијските партии на албанците веќе ја поставија Преспа како услов за коалицирање, независно која партија ќе го добие мандатот. Bashkimi Demokratik për Integrim do ketë edhe vijat kuqe, të gjitha ato të cilët do të pretendojnë të reterojnë nga marrëveshja e Prespës, nga marrëveshja përfaqësinë mirë me Bullgarinë, nga ligji i gjuhës shqipe. Bashkimi Demokratik për Integrim ata subjekte nuk do të bëjë koalicion. Presim idenë e fituesi me fituesin dhe besoj se do jenë programet tona dhe ideologjia jonë e cila është më e parafort me njërin nga partitë për bashkëpunim në ta. Jam me shpresë se vizioni, partitë që kanë vizion pro-evropian dhe pro-NATO do të jenë fituese në këto zgjedhje. Unë mendoj se interesi i sigurisë, stabilitetit, rruga euroatlantike e vendit është shumë e fuqishme se sa parimi fituesi me fitues. Божиновски не гледа ризик за ВМРО-ДПМНЕ во црвените линии на партиите на албанците и ги смета за заострена реторика пред избори, која може да се смени во зависност од изборниот резултат. Сега е премногу рано и сега мислам дека многу работи се од страна сите политички субјекти се употребуваат пред се во обид да артикулираат одреден став, но дефинитивно начинот на кој што ќе бидат воспоставени постизборните коалиции ќе го знаеме и зависи најмногу од изборниот резултат. Мислам дека ова е веќе видено во сите претходни изборни циклуси уште од 1991. Трошановски и Зибери пак оценуваат дека со ваквите ставови ВМРО-ДПМНЕ си ги намалува шансите за коалиција со која било партија на албанците. Не е само преспанскиот договор, тука и договорот за употреба на јазиците кон кој ВМРО имаат прилично критички и ригиден став и мислам дека ова само во идните комбинаторики постизборни би им ја комплицирала преговарачката позиција. Нема политичка партија кај албанците кој може да го надмине овој Рубикон и да прифати коалиција со партија која евентуално сериозно ќе го загрози преспанскиот договор и евроинтеграцијските процеси. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ барем јавно засега избегнува да соопшти јасен став. Кој пат ќе го одбере ако биде соочен со избор името или власта, името или ЕУ. Но затоа најави дека нема да коалицира со победничката, туку со програмски најкомплементарната партија на албанците. Ако вие во еден оркестар свирите на различни ноти, тогаш логично е дека оркестарот нема да биде допадлив за ушите на слушателите. Затоа велам, ако тие програми, без разлика на која политичка партија, се допрат со програмите кои што се на ВМРО-ДПМНЕ и обратно, не треба тоа да биде на насушна улица. Сите политички партии, ако добро ме слушавте, доаѓаат во предвид, вклучително и политичката партија Демократска унија за интеграција. За програмите што сега се разминуваат да се допрат, или партиите на албанците треба да се откажат од Преспа, или ВМРО-ДПМНЕ треба да ја прифати Преспа. Трето нема. Се разбира, претходно гласачите на 12 април треба да решат дали ќе ги стават во такво искушение.
Ако треба да бирате меѓу ЕУ и НАТО од една страна или старото уставно име од друга, кој би бил вашиот избор? Ова е едно од прашањата што 360 степени им ги постави на Скопјани во рубриката Микрофонот е ваш. Треба да се гласа. Како ќе се казат или наградат овие политичарите, ако не гласаме? До сега не сум испуштил ни едни избори. Лесно, тешко мора да се гласа. Ќе гласаме, за кого, што? Сега јас не знам. Одлуката уште не ја донесов. Горе-долу се знае како ќе гласаме. Нема да гласаме. Па новата власт, која ќе дојде, сакам да го подобри животот на народот. Мислам, власта нова да се смени, не е новата власт нешто да смени. Само да има правда, да се намали, да не речем вулгарно, крадење. Да го примени правото. Само тоа, ништо повеќе. Да се обезбеди работа и поголеми плати да примат, да не бегаат луѓето. Да најде модус како да ве задржи вас, како млади деца. Изборниот модел би го сменил, да нема више листа со носители, него да биде да се бира за личност. Све од корен треба да се смене. За мене промената на името можеше да дојде. Тоа што е веќе направено, тешко дека може да се смени. Јас сакам да оди Македонија во НАТО, ама со старото име. Што за тоа име генерации гинеле и денеска не сме ние тие што треба да го промениме. Македонија пак си остана Македонија и нема проблем. Според мене тоа не треба да види камен на сопнување, никако. Они го сменија, сега тоа не можеме да го вратиме, ја мислам, е добро, тоа не е лошо. Ја би го избрал старото име. Дека видите Европска Унија во задниот период покажа дека многу слабости има. Какво членство ја Европа уопште не ја сакаме, ја сакам Македонија. Тоа не е реално, не е да работиш сам против себе. Ете тоа е тоа. Ама дали ќе може, па да не заглават, па ни таму, ни таму, ни таму. Абе, гледай сега во НАТО, колку ќе ни дадат тие и Европска Унија колку ќе ни дадат, зависи. Тоа тие ми јас сам да ти бајам. Ја би се одбрал да идеме напред. По моје. На денешен ден, за еден месец од сега, во Брисел треба да заседава Советот за општи работи на ЕУ и може би да донесе одлука за почеток на пристапни преговори со Северна Македонија и со Албанија. Дали тоа ќе се случи, за сега никој со сигурност не може да каже, иако сигналите се позитивни. За најголем предизвик се смета инсистирањето на највлијателните членки – Германија, Франција, Италија за одлука за Скопје и Тирана во пакет, наспроти резервираноста на Холандија, па и на Данска да поддржат старт на преговори со Албанија. Дали нешто од ова е појасно по денешниот состанок ЕУ Западен Балкан во Солун од Владимир Мирчевски. Како Скопје да стигне до Брисел? Беше една од главните теми на министерската конференција насловена од Солун до Загреб, што се одржа овде, во вториот по големина град во Грција. Прашањето доаѓа во критичен период, во пресред на објавувањето на извештајот на Европската комисија, најавено за идната седмица. Во очекување на овој документ, кој ќе биде еден од реперите по кои земјите членки ќе се раководат при носењето на одлуката, можеби веќе на 24 март, кога ќе заседава Советот за општи работи на Европската Унија, пораката пратена од Солун е дека местото на Западен Балкан е во Унијата и дека за Северна Македонија и за Албанија оваа пролет треба да има одлука за почеток на преговори. Очекуваме дека во согласно со препораките на Европската комисија, Унијата ќе донесе одлука за почеток на пристапни преговори со Албанија и со Северна Македонија пред самитот во Загреб во мај. По можност, веќе во март, се вели во завршната изјава од денешната конференција. Our initial working hypothesis is that these two countries, North Macedonia and Albania, will fulfill the conditionalities that will enable us to preferably in March give both of these countries a date for opening accession negotiations. This is
the wish and the hope of Greece. Since 2003, we have consistently pursued the enlargement of European Union in the region and the participation of the Balkan countries and the Western Balkans in particular into the European project. We believe that this is of benefit to the benefit of Europe, and it will facilitate the development of economy, humans, and mobility. Albania, however, still has some conditions to fulfill, but we hope that both countries will be prepared and we won't have to face painful dilemmas. I am moderately optimistic. I strongly believe that the EU must fulfill its promises, and I also am very much convinced that the North Macedonia and Greece made a historic achievement by producing this Prespa agreement, and North Macedonia has really shown a lot of political wisdom, braveness, and also preparedness for reforming the country. So there is no doubt that North Macedonia deserves the negotiations, accession negotiations to get started. And also we believe that Albania has done some good work, especially vetting process. So we hope, Slovenia hopes that both countries will get invitation to accession negotiations in March, and we will do our best that this will happen. Опасноста што ја демни иницијативата за одлука за двете земји во пакет е неусогласеноста на земјите членки за ова прашање. Дел од нив, како Холандија и Данска, засега не се уверени дека Тирана заслужува иста одлука како и Скопје, додека Париз и Берлин не сакаат раздвојување, така наречен декаплинг. Дека ова прашање се уште не е надминато, признаваат и дел од министрите учесници на конференцијата. Може да буде проблем став Низоземска и каплинг, декаплинг Македонија и Албанија? Pa čujte, pitanje je vaše dobro i mi smo svjesni određenih problema, ali isto tako mi smo, Europska unija je ipak i obitelj, gdje dakle svako mišljenje može biti drugačije, ali svakom je u interesu imati nekakav konsenzus oko važnih strateških pitanja, a ja mislim da je evropski put zemalja Zapadnog Balkana strateško pitanje u interesu cijele Europske unije. Ako Europska unija želi pokazati snagu i utjecaj, onda je upravo mora pokazati ovdje baš na primjeru proširenja. This is a bit of a challenge, but I believe that it could be overcome. I have seen some good signals in the last weeks, but of course we must wait until the very last moment. And I can only say Slovenia will very strongly support North Macedonia and Albania to get the invitation and to start this process. So this is very important also for the people in both countries to finally see the light of the end of the tunnel. Ја заслужуваме наредната фаза, изјави Никола Димитров, користејќи ја содржината на американски филм за да го опише македонскиот случај во ЕУ интеграциите. For me, for my country, North Macedonia, we feel a bit, and I said that, I shared it with the ministers, like the main protagonist in the movie Groundhog Day. For those of you who have seen this movie, it is a weatherman who wakes up on the same day, continues to relive the same day until he does everything perfect and he is allowed to wake up in the next day. I don't think that we are perfect, but I think we have a very strong case, both in terms of resolving decades-old issues, the reform agenda at home. I think we have deserved to move to the next day, which is essentially in a process of the accession talks. Some ministers talked about lyrics and songs. One said the region is very much part of the song "We cannot live with, we cannot live without you" when it comes to Europe. But I use the movie to illustrate where we are. Впечатокот е дека еден од најрелаксираните министри денеска во Солун беше Ивица Дачич.
Шефот на српската дипломатија успеа да го релативизира дури и прашањето дали неговата земја ќе ја прифати новата методологија за пристапување, која на француско инсистирање ќе се однесува на Скопје и Тирана. Па знаете šta, ja bih voleo kada bi vaše pitanje imalo osnova, to znači da li ćemo da prihvatimo. Ja se bojim da nas neće niko ni pitati to. Već da će Evropska unija naravno sama odlučiti o toj metodologiji. Nama je rečeno da je nama ostavljeno da u ovoj sada fazi da odaberemo da li želimo tu novu metodologiju ili da nastavimo po starom. U svakom slučaju vidjet ćemo. Najvažnije je da proširenje ostane na agendi i da naš регион има ту европску перспектива. Домаќините од Грција денеска сакаа да ја искористат и символиката што има Солун. Тука во сега далечната 2003 беа зададени насоките за интеграција на Западниот Балкан во Унијата. Сега, 17 години потоа, се реафирмира таа идеја, чиј прв чекор треба да биде одлука за почеток на преговори за Македонија и Албанија пред мајскиот самит во Загреб, каде пак уште во 2000 година беа удрени темелите на проширувањето кон овој дел од Европа. Од Солун за 360 степени, Владимир Мирчевски. Имаме уште содржини во ова издание. По кратката пауза е саботажата на авторот Сречко Поповски. Шлеперите полни со манипулација, празни со содржина, барем времено се паркирани. По политичката драмолетка со транспортот на банани кои изгледа предвреме биле скинати. Полицијата, предводена од новиот министер, им се враќа на редовните ангажмани. Па наместо на дивите им мудрува на питомите, кои дури мора да ја пофалат за наукот што им го дава. Земјоделците се задоволни од можноста непосредно од надлежните да ги слушнат упатствата како безбедно да се отиде, но и како безбедно да се врати од нива. Бившите джандари пак полека но сигурно стануваат свесни дека е најбезбедно да се вратат од таму каде што отишле и да престанат да се занимаваат со тоа за што очигледно не ги била. Московскиот балон им пукна од шпицот на НАТО чадорот, па и онака штурата платформа и непозната идеологија, по собствено признание, целосно ја губи важноста. Овие избори на 12 април не се битка за власт. Ова не е битка за Јанко Бачев. Јас сум небитен. Има и такви кои што се сметаат за многу битни. Па како Антонио Аудио, тие преку снимени видеобомби, глорифицирајќи ја собствената улога, освен што ја покажуваат својата минорност. Несомнено, си признаваат дека се беззначени и невлијателни, но и драматично пакосни. Недата пред уставните амандмани бевме негово гласование. И ми рекол заедно да излеземе Иванов на чело, црквата на чело, 300.000 народа кренеме на нога. Дајте да го спречеме ова велепредавство. Знаете што да ви подгувам? Пред Бога ви го кажувам. Јас сум ученет човек, не чекайте и лезе на девете на мене. Личности, лично. Времето на уцени, уценети манипулации би требало да е зад нас. Сите се сега исправени пред одговорноста да се однесуваат европски, заборавајќи на балканските манири. Во согласно со таа определба се стартува од лекцијата број 1 и се прави првиот, веројатно, историски чекор. Ние сега донесовме одлука на Советот, каде што одлуката гласи дека секое домаќинство во општина Ново село задолжително ќе има канта за ѓубре. Во таа канта, неизбежно, место треба да се најде и за неправдата. Таа е концентрирана како ПМ-10 шестички во зимска Македонија. И насекаде, со прстот се покажува кон тоа најболно загадување на општеството. Катаклизмата на општина Свети Николе стигна од оваа зграда. И на крајот, за таа елементарна непогода не е виновна зградата, туку луѓето во неа, кои не ги почитуваат правилата. И Академија Пантеј беше поблиску до шанса. Сега е интересна ситуација гледа. Беа две топки во терен. Ја зема Димов. Со топката што имаше враца, ја гаѓаше топката што беше во терен. И погледнете, ова е навистина интересен момент. Само во спортот,
Играњето со 2 топки е казниво и тоа со црвен картон. Во политиката и во судството тоа е доказ за способност и индиција за врвен талент. Толку за вечерва. Се гледаме повторно в петок од 22. Пријатно.